Що да снимам, брат? 6:29, а аз нямам идея що да снимам. Да размислям трябва. Аз на 14 ноември си наредих една книга до ден денес почтата касни. И още не е стигната книгата. И денес гледам по четвърти път во почта и ми рекоа дека ќе ми стигне денес. Така да остане да вие се одлогат да видите што ќе се дешава, дали ќе ми дојде книгата или па дали не. Сега да не играм два пъти, али си наречав книга од... Сега нема да бидам толку великодушен да им дам реклама на фирмата, али си наречав една книга која е, како се каже наслов бе, Моќта на подсвеста. Така да ќе почекам уште некои 10 секунди да стигне поштата и би било добро да ја добиеме. Некој чука на врата. Некој чука на врата. Дали е поштата? Валја не, брат. Валја не стигна така поштата. Што ли? Да, иначе ова се моите патики што си ги оставил усред ходник. Брат, некој чукаше на врата. Значи, книгата валја да не стигнала. Абе. Ако стасала? Абе, ако ми стасала книгата? Ми стаса книгата од пошта. Еве ја. Насловот на христијанска книжарница Откровенија. Фала ви за прекрасната поклонче христијанска книжарница Откровенија. Ви благодарам за прекрасниот поклон, што долго време го чекав, али дочекав. Леле, колко е само убаво е сега вака. Што правам бе, анбоксинг на книги станам да правам. Леле, ама многу убава кесата. Откровенија? Не, христијанска книжарница Откровенија. Да, од таа книжара морам да ви признам, си ја наречав книгата. И сега прв пат ќе имам прилика да ја добијам книгата, само да го иземам од осталокот. Е, така, брат. Така, сега ќе забушиме камерата на дриподот. И време е. Е така. Морам ја да имам у центар пажња, пошто јас сум министар јутјуба. Леле, колку сам шушка, еј. Мириса на ново. Ајде, јас не гледам. Вие гледате прво. Пам пара пам 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 пам. Колку само мириса на нова, моќите на подсвеста. Писателот е Джозеф Марфи. Леле бура, сколку време. Значи, памтите што беше работа јас, да ви кажат на 14 ноември си наречав книга и тек сега ми стигнала. Вау! Значи, абе, као новогодишно пакетче ми стигнала поклонче. Многу сум среќен. Книга, али многу сум среќен за неа. Ајде сега, да отвориме, да се задлабочиме во книгата. Оке, многу претрав со најавата. Нели, многу претрав. Брат, озбилно? Со после да ми ја напишеле, брат? Леле. Читате што ми напишеле. Голема е среќата на некој да му бидеш да биде со тебе во моментот. Голема чест е да имаш личност покрај нас како тебе. Ти посекуваме животот да ти биде исполнен само со здраве, среќа и љубов. Среќно доделување. Океј, датумот не се чита, али многу убава книгата. Мириса на нова, брат. Книгава
Што прави од вас прави чудо. Абе, јака е. Ова ми буде од четвртата страница. Во што верувате? Не знам сега ќе дознаеме. Дали молитвата ќе биде исполнета не зависи од тоа во што веруваме. Молитвата ќе има одговор само доколку човековата потсвест реагира на менталната слика или мисла во сопствениот ум. Тој закон на верба делува во сите религии во светот, е причина за психолошка вистиност. Будизамот, христијанството и муслиманството и евреите нема да добијат одговор на своите молитви заради некое посебно свойствено на сопствена желба и религија, ниту заради не знам не сите обработката и мислата, жртвата или бајањето, туку исклучува задълбочување на она што ја посветува молитвата. Законот на животот е закон на верување, верувањето најкусо може да се опише како мисла за никнати чувства во човекот. Техника, то ест методологијата заснова врз барањето на она што го работите, и причините по кои токму тоа го работите ќе ви помогнат да ги развиете потсвесните темели на квалитетното живење. Причината на молитвата по својата суштина е остварување на човековите најискрени желби. Желба е молитва. Во што верувате? Дали молитвата ќе биде исполнета не зависи од тоа што колку веруваме и зошто веруваме и во што веруваме. Ме зачуди странава. На мисла ме стави. Алал неќе на тие што ја правеле книгава, као не е реклама, али не е реклама, брат, али стварно вреди да си има нешто вакво. Не ми ја воопшто жал што дадов 250 денари за ова, бидејќи насловот е моќта на потсвеста. Со посвета ми дојде, ми стигна по карго и буквално нема да лажам, али пишува христијанска книжарница Откровенија. Христијанска книжевница Откровенија. На вистина ви благодарам за прекрасниот подарок. Буквално книгата е моќта на потсвеста, као да си ја подигнам свеста јас и да знам нешто, али сега да знам уште повеќе. Така да, едноставно, книгата е стварно застрашувачки добра, има добри работи напишано во неја и буквално, едноставно, ќе те остави без збор. Да бидеме реални. Дека буквално денеска ретко кој чита вакви книги моќта на потсвеста и ви благодарам христијанска книжарница Откровенија. Многу ми значи, се надевам дека тоест не се надевам, уверен сум дека книгата е навистина и верувам дека ќе ја читам и дека ќе учам се повеќе и повеќе од неа. Така да, едноставно ви благодарам за поклонот што ми со посвета, што едноставно
ова вечер ми ја направите вечерта да ми биде посебна и од ното на срцето ви благодарам за книгата, бидејќи во неја има многу добри ствари, моќта на подсвеста, сега баш ќе видам содржината. Содржина. Книгава прави чуда пред вас, богат со скриено од секој нас, како работи човечкиот ум. Научниците ја користат моќта на подсвеста, подсвеста за успехот, секој има право да биде богат, подсвеста за да се стремиш кон животот и кон успеси, духовно исцелување во дрвените времења. Ова не е зезанција, се нажив. Значи, буквално книгата ме остави без збор. Моќта на подсвеста и можам вака јавно да се заблагодарам на христијанска книжарница Откровение. Да. Среќен сум што имам ваква книга и со времето ќе отршам на читање книга и учење се повише за системот мозок. Не знам, чувството е неописливо вака, некој да ти донесе пакетот до стан. Фала што го гледавте видеото. Извинам да вака сум као млитав, али не можам да се израдувам на книгата. Така да тоа е тоа. Ставате лайк, ставате subscribe и подржете ги христијанска книжарница Откровение и тоа е тоа. А следно видео. Peace. Бро. Иначе во Штип некој Нигерија се кандидира за председател, за градоначалник Џими Поликрап. Лично го познавам човекот, водеше црква во Велес и од се срце му посакувам да биде градоначалник на Штип. Така тоа е тоа за ова видео. Се гледаме у некој наредно видео, а за следно видео. Peace, бро.